Почитувани граѓани, почитувани медиуми, криминалниот картел на власт предводен од Зоран Заев секој ден го покажува своето лице и своите методи на застрашување кон граѓаните и сите останати. Ова е вистината за СДСМ, а не лицемерието кој им го продаваат на граѓаните за европските вредности кои наводно ги поседуваат, а воопшто не ги поседуваат. Вчера јавноста беше сведок како градоначалникот на СДСМ Демир Хисар јавно пред ученици на работно место им се заканува на просветни работници и ги омаловажува на најдрзок начин. Ве повикувам да погледнеме едно видео. И заборавате дека во МВР работите, заборавате дека ги слушам сите телефонски јавувања, одење од куќи и така натаму. Значи се признавате дека се не прислушувате. Тоа е, не треба да ме прислушувам. Како што може да погледнете, градоначалникот на Демир Хисар пред малолетни деца, пред ученици се заканува. Шерифлукот на СДСМ е многу посериозен од обична расправија, како што тврди Министерството за внатрешни работи, кое што се обидува да го релативизира случајот. Стојановски тврди дека ги прислушкува граѓаните, дека го следи нивното движење и врши притисоци со бомбите на Зоран Заев. Ова е клучното прашање. Како стасале материјалите од нелегалното прислушкување до лик како што е Маријанче Стојановски од Демир Хисар? Дали за овие материјали за кои градоначалникот на Демир Хисар зборува знаат органите на прогонот? На крајот на криштата, дали некој си Маријанче Стојановски е дел од една партиска структура на СДСМ која вршела прислушкување на граѓаните и истите материјали ги злоупотребувала во изборни цели, уцени на граѓаните и притисоци на администрацијата во пресред на политичките случувања како што е предстојниот референдум, а можеби тоа било дел од стратегијата да стане градоначалник. Цела држава е заложник на оваа криминална власт на СДСМ. Денес се живее во страв кој треба да ја покрие целата неспособност на оваа власт. Така државата може да ја вратат во мрачното удбашко минато, а не во европската иднина како што милуваат да кажат. Очекуваме дека овој скандал ќе биде разјаснет во целост, а не да заврши со информативен разговор во полиција, онаму каде што работел и самиот Стојановски и од каде имал пристап да ги прислушува сите граѓани, а сега веќе и да им се заканува. Обвинителството треба да излезе со сериозно кривично дело, а не со минорни обвинувања. Оставката на градоначалникот Стојановски е нешто што јавноста најмалку го очекува во моментов. Јавноста бара одговорност. Скандалот е огромен, за да се ограничи само на еден лик како Маријанче Стојановски. Приказната е поголема. Тоа е само врвот од сантата мраз, наречена криминално-удбашки картел на власт. Благодарам на вниманието.